состојбата околу уставобранителите на Република Македонија. Само ќе го пуштам сега Доналд Трамп. These are the hostages. Only 1,500 for a pardon. Full pardon. Да, тоа беше Доналд Трамп, почитувани слушатели. Тој уште од првиот ден, можам да речам првите минути од како се стана претседател на Соединетите Американски држави, прво што направи е ослободување на 1500 американски уставобранители од 2021 година. Имено знаете дека Доналд Трамп не ги признаваше изборните резултати во Соединетите Американски држави, тврдеше дека му се одземени гласовите, проневерена е вистината и демократијата, и неговите подкрепители влегоја во Белата куќа, во Капитол, влегоја околу, не знам колку, 2-3 илјади души, меѓу нив имаше и 6 или 7 мртви, убиени беа. И без да му око трепни на Доналд Трамп, уште првата минута, јавно пред сите, го направи тоа, го потпиша, го потпиша она што требаше да го потпиши, помилувањето, и кажа, еве самиот, дека направи пардон, односно помилување на 1500 уставобранители. И сега кога можел Доналд Трамп, без да ги праша уставобранителите, дали сакаат правда или сакаат милостиње, не знам како велат сега во Македонија, не сакале милостиње нашите уставобранители, туку чекале да излезат и повторно да им се судело, и на тоа судење да ја добиеле, да победеле и да докажеле дека биле праведни. Уште еднаш јас сакам да порачам до сите уставобранители да го кренат гласот оние кои се против. Знам дека има двајца или тројца кои беа пратени на македонските медиуми да кажат дека ние не сакаме да излеземе од затвор додека не сме ослободени од како уставобранители. Сега, проблемот е тука што сите уставобранители не се сложуваат со тоа, дека сакаат да бидат повторно судени или пак дека сакаат да им се суди повторно. Јас верувам и ги советувам. Доста ви беше лежење во затвор, а пак оние кои ги отворија вратите на собранието, Муковски и останатите тројца, да шетаат како Јанке Седжи, и згора на тоа да бидат платени со тендери, со плати и така натаму. Ставете си го прстот овде на умот, излезете, брајќа, излезете да не скапувате во тие темни зандани, македонски темни зандани. Вие сте неправедно затворени. Македонскиот народ знае за вас дека сте неправедно затворени. Знае дека пресудата не е толку висока и не е терористичка. Во споредба со американците кои, каде што имаше и 7 мртви, во легувањето во собранието
Имаше физички пресметувања, да, имаше физички пресметувања. Меѓутоа, за тие физички пресметувања и влегувањето во собранието, највисоката казна, тогаш максималната казна беше до 3 години. И што се направи? Под влијание на Зоран Заев, под влијание на Европската Унија и на Америка исто така, се изврше притисок на судиите во Република Македонија, кои секогаш биле партиски и политички определени, а не правно да си ја вршат својата работа, да го одбијат, ако треба, и Доналд Трамп и Владимир Путин. Ако не се во право, нека ги одбијат и едниот и другиот. Затоа и онај знакот е на правда, жената што го држи кантарот е со врзани очи, да не знае кој е од левата страна на кантарот, кој е од десната страна, за да го кажи правото, да ја кажи вистината. Вистината за уставобранителите е да се ослободат уште денес. Јас одовде од Мелбурн, од Австралија, и оние кои ме подкрепуваат во нивно име, барам од председателката Гордана Силјановска-Давкова уште еднаш по примерот на Доналд Трамп, американскиот председател, најсилната држава во светот, да потпише да ги ослободи уставобранителите. И со самото ослободување на уставобранителите спрема правото, им се поништува и делото. Вие уставобранители нема да бидете терористи, туку ќе бидете во иднина сметани како неправилно осудени, зашто најверојатно можете да побарате и некаква финансиска помош за вашето затворање, за вашето оддалечување од работните места, прво од своите деца, од своите родители, од своите фамилии. Председателке, јас ве молам, наместо да ослободувате арами, дилери на дрога, да ослободувате тепачи, пиштолџи, пукачи и така натаму, да ги ослободите македонските уставобранители. Не оти ги оправдувам што влегува во собранието. Меѓутоа, казната не е терористичка. Не се употребе таму оружје, не се употребе таму убиство, односно не се дојде до убиство. Затоа тие луѓе заслужуваат да бидат ослободени. Кога заслужуваат да бидат ослободени, вие нема што да чекате и нема што да ги слушате нив, дали тие барале правда или не барале правда. Доналд Трамп ви е ексклузивен пример, да можеше таков пример, да баравме таков пример, не ќе можевме да добијаме во историјата на човештвото. Доналд Трамп е вашето огледало, како треба уште одма, веднаш, денес, да ги помилувате, да ги ослободите уставобранителите со тоа што, председателке Силјановска, вие во вашето ослободување ќе напишете дека овие лица кои ги ослободуваш не се правилно осудени, погрешно се осудени, прекумерно се осудени и од денес натаму не важи пресудата дека се терористи, туку дека се слободни луѓе